Кривичниот суд ја објави пресудата за 7 на обвинети во случајот Тврдина 2 како прв од 10 случаи на СЈО кој ќе дојде до завршница. Горан Груевски, екс-началник во управата за безбедност и контраразузнавање, доби година и пол казна затвор, додека 6 службенички добија условна казна затвор доколку него повтора делото. Тие се товарат дека незаконски уништиле 2047 документи, од кои дел биле поврзани со набавката на опремата за прислушување. Едно лице е убиецот на Мартин Јанушев пред 5 дена пред кафулето Ред во населбата Аеродром. Како што беше соопштено денеска во МВР, убиството нема друга заднина освен меѓусебно недоразбирање. Од МВР велат дека има напредок во истрагата и дека по убиецот се трага. Досега се сослушани 35 лица како сведоци, земени се снимки од околните камери и изјави од сведоци. Судскиот совет на денешната седница гласаше за судијата Иван Џолев да биде новиот претседател на Основниот суд Скопје 1. Џолев ја доби поддршката од 11 членови на советот од вкупно 13. Двајца гласаа против. Исто така судијата Џолев ја доби поддршката од 6 членови кои како малцинство гласаат според Бадинтеровиот систем.